Република Српска од државно ги зеде во своји раци надлежностите во правосудството, на научната политика и безбедноста, решија пратениците на овој бозански entитет. За овие заклучат согласна пратениците од владеачката партија на Милорад Додик, додека оние од опозицијата ја напуштија седницата. За Додик, значи српски член на председателството на БИХ, кој стои за континуираните најави за отцепување на Република Српска, се тоа е настојување да се одбрани Дејтонскиот мировен договор, а не како што наведуваат западните дипломати негово кршење. Тој најави формирање на ентитетска војска, на што високиот представник на меѓународната заедница германецот Кристијан Шмидт одговори дека такво нешто нема да дојде, нагласувајќи дека радикалните политички активности и риториките во изминатите неколку дена се закана за стабилноста на државата. Западните дипломати најавија санкции, Додик ги смет, најави можност за брзо распоредување на засилени војници на ЕНФОР и НАТО. Пошто следеа медиумски наводи дека и Русија во БИХ може да испрати своји трупи како помош за Додик. Во посета на Сараево денеска е хрватскиот премиер Андриј Пленковиќ. Тука беше и Ескобар. Веќе неколку дена тука се и тројца европарламентарци кои побараа забрзување на санкциите против Додик и неговите блиски соработници, оценувајќи дека ситуацијата во БИХ е драматична. И додека со денови траат политичките препекувања, граѓаните наумимаат само едно прашање: дали ваквото однесување на Додик може да доведе до нова војна? Тој вели оти нема таква намера, но за голем дел од јавноста ова е можно трасирање на тој пат. И во овој контекст, еден од опозицијските пратеници на Додик му донесе крузер висока штета и му порача заедно да одат да ги блокираат касарните на вооружените сили на БИХ, а не да жртвуваат деца.